Минатиот петок во ресторанот на Матка се одржа манифестацијата Food Talk, на која зема учество најпознатите личности во македонската гастрономија, како Владко Огненовски, Никола Мишковски, Ордан Чоунев, Дејан Христовски и Марк Де Јонг. Тие на панелите што се одржаа ги изнесоа своите ставови во врска со состојбите во македонската гастрономија, а воедно поделија и многу совети околу готвењето. Владко Огненовски, шеф на кујна во ресторанот Форца, го ставаме во редот на најзвучните имиња во светот, најдоброто од Македонија. А Владко многу добро го познавате сите вие од медиумската кампања за здрава храна постојано на малите екрани. Постојано со нешто ново. Што е сега Владко најновото што го работиш? Прво би сакал лично една голема благодарност до дамата, бидејќи ти прва се сети за сето ова што го продолживме сите заедно да го работиме. Одзивот на кампањата Шпајзот на Македонија за едукација и развивање на свеста за здрава исхрана. Прво е најзасегната младата популација, значи на проблемот мора да му се оди во корен, па така ние добивме добра гледаност и веќе испровоциравме голем интерес на целата држава да работиме нешто во однос на нашето здравје. Еве со општината Карпош е првата општина каде ќе почнеме една кампања која се вика Растеме здраво. Во начално ќе бидат изведувани работилници, првин со родителите за едукација на родителите, односно директно за воспоставување на еден нов начин на исхрана кај дечињата, кои дефинитивно зависат од нашите одлуки. Она што мислам главно ние веќе сме спремни за една револуција, што дефинитивно ја почнавте вие, и е за голем поздрав, но сите веќе е созреано времето и моментот. Ја викам да си бркаме работа. Што значи да си бркаме работа? Немаме нека сериозна федерација, ние сите заедно, тие истомисленици, ентузијасти и големи работници во кујните, бидејќи кујната е тешка професија, треба малце да си седнеме на маса, да си направиме еден сериозен состанок и да си формираме едно движење. Би барале поддршка од државата за да едноставно се етаблираме, за да можеме да настапуваме, да формираме модерна македонска кујна која е базирана врз база на традиционалните рецепти и сите ние заедно да направиме нешто во овој момент. Се гледаме во ноември со вас на подготовката за турско-македонската вечер во Скопје, во контактите со шефовите од Турција. Одлично. Имаме и ние што да покажеме од Македонија. Меѓутоа, пак сакам да кажам, многу ми се допаѓа вашиот избор за покана на странски шефови. Ни треба малце поддршка од институциите, бидејќи ние би го губеле времето. Ние треба да сме во кујна и да размислуваме само на тоа. И мене ми е идејата за во иднина да се покануваат и да се доведуваат во нашата држава звучните имиња од светски размери, како што се Рене Реджепи, кој исто така корените му се од Македонија, потоа Джейми Оливер, имаме шанси да донесеме. Јас и приватно обезбедив присуство на некои од овие луѓе. Например, лани го доведов од Јужно-Карипско море, од островот Сен Мартин, еден врвен француски готвач кој беше фрапиран од нашиот зелен пазар. И пак потенцирам да се освестиме за се она што имаме на ова поднебје, кое на вистина се наоѓа се уште во екозони, бидејќи светот и планетата е многу загадена, западниот дел на Македонија поготово. Меѓутоа, тука постои кожув, треба малце да си ги набереме продуктите од планините, да не ги оставаме да скапуваат и да ги ставиме на трпеза. Почитувани гледачи, на наше огромно задоволство, за прв пат во емисијата Вкусот на традицијата, господинот Никола Мишковски, шеф на кујна во Хотел Камник. Никола, како си?
Одлично. Како го помина денот овде на Food Talk? Одлично се чувствувам, убава организација, убави луѓе, да размениме малце искуство околу гастрономијата, се чувствувам прекрасно. Сакам да ве најавам вас затоа што твојата професија како шеф на кујна е нели невообичаена уметничка професија, каде што бара многу вложување енергија, потенцијал и сето она што ти го поседуваш, да ни објасниш за спецификата на твојата работа. Ти си специјалист за диво месо. Да ни откриеш за дел од работата во кујната на ресторанот Камник. Кај нас преферираме да подготвуваме диво месо, 80% од менито кое е кај нас во ресторанот е од дивеч. Дивечот е малку специфично и малку долгорочно припремање на самото месо. Значи од самото транжирање па до самото пајцување или зреење во вода со различни зачини и оцеди, од крвување на самото месо па до долгорочната припрема на месото. Малку е комплицирано, али ако сакаш да го работиш тоа, све се учи, онака на крај финишот е баш задоволителен. Господинот Орданчо Унев е шеф на кујна во винаријата Тиквеш. Орданчо, и за тебе велат дека љубоморно те чуваат во кујната, затоа што знаеш премногу тајни во кулинарството, врвен во подготовка на многу специјалитети. Што е тоа што во последно време како иновација го работиш во кујната на винаријата Тиквеш? Па, вака. Јас сега во моментот работам нова технологија сувид, што се вика, тоа е технологија во водени бањи, значи месо, риба, зеленчук го вакуумираме, го ставаме во водени бањи на 60 степени, да ги изачува своите сокови. Тоа ни е сега моментално најбарано кај нас во ресторанот. Објасни ми, дали е од отворен тип тој ресторан или е секогаш со закажување? Да, тој е од отворен тип. Препорачуваме да се закажи, да не имаме некоја висока делегација за да не бидат извисени гостите. Иначе работиме секој ден, празник и секој ден од 10 до 18 часа. Што е најбарано од менито? Од менито е најчесто се барат морските плодови и месо во сувид. Многу сакам да слушам нешто од традиционалната кујна. Што е најбарано од традиционалната кујна? Од традиционалната кујна имаме тиквешка салата наша, кавадаречка, тиквешки крап спремаме, тиквешка тава, тоа не е така како главно мени за странците и за да. Значи, би сакала да дојдеме од ресторанот во кој што ти работиш, за да ни подготвиш некој специјалитет. Еве, ова ме привлекува доста кавадаречка тава. Што се има во кавадаречка тава? Па, во кавадаречка тава има 3 вида на месо и многу зеленчук. И зачини, свежи тревки. Одлично, се гледаме со тимот на вкусот на традицијата во твојата кујна. Дојдете кај нас, да се дружиме, да снимаме емисија. Благодарам. Специјален гостин на манифестацијата беше господинот Оливер Млакар од Хрватска, добро познат како еден од основоположниците на телевизиската кујна на овие простори. Почитувани гледачи, на огромно задоволство гостин во емисијата Вкусот на традицијата е господинот Оливер Млакар, надалеку познат новинар и водител, кој што ги постави темелите на современата телевизиска кујна. Господине Оливер, добре дојдовте во Македонија. Хвала вам лепа, срдачно вас поздравувам вас и ваше гледатели. Вашиот глас и сега кога ќе го слушнаме, враќа на она време назад и назад, години наназад, кога ве слушавме и гледавме. Знате што ја кажем? Некад сме ме препознавали по Стасу,
a sad me po glasu lakše prepoznaje. A možem da vi kažem, odlično izgledate. Pa hvala vam lijepo. Odlično izgledate. Ne dam se. Ja Da. pokušavam objasniti svojim izgledom ljudima da se nikad ne smije predati. Treba živjeti život i dugo se može biti živ. Така. Да ви кажам нешто шеговито, меѓутоа вистинито. Кога бев јас мала, во мојот дом мајка ми ја гледаше вашата емисија, значи мали тајни великих мајстора кухиње, и секогаш ни велеше кога ќе почне емисијата не сакам ниту едно од вас децата да каже еден збор. Значи таа ве гледаше вас, другите пријателки го гледаа Стево Карапанџа и така натаму секој си имаше некој омилен лик во тој серијал на емисии, така да вела дека Скопје беше празно во миговите кога се емитуваше вашата емисија. Da, ta emisija je i diskoteka isto, jer je ona isto četvrtkom na večer išla. Da. Pa dobro, sirota mala djeca koja nisu smjela ništa govoriti. A nadam se da mame i tate nisu gledali samo voditelje, nego da su vidjeli i recepte. Oni su stvarno, ta mala jela koja smo mi priređivali, bila su stvarno dobra. Karapandža je veliki majstor, on je to znao stvarno jako fino napraviti. Vi ste malo prije rekli da smo postavili temelje kulinarstvu na televiziji i to je i točno, jer je to bila prva takva emisija koja je emitirana na ovim prostorima, na prostorima bivše Jugoslavije, i ona je bila, dakle, polazna točka i za sve ostale koji su se kasnije pojavile. To su bile kratke 5-minutne emisije, iako su to bila jela koja su se pripremala po cijeli dan. Vrlo ozbiljno, vrlo pedantno od samog početka do kraja i bila su vrlo ukusna. Kada je emisija završila, odnosno snimanje završilo, mi smo to rado svi pojeli, znate, to nije se to bacalo. Tako da me lijepe uspomene vežu na te dane, na te tajne velikih majstora kuhinje i na Stevu Karapandžu s kojim sam to zajedno radio. A кажете ми, долго време постоеше, егзистираше ова емисија, колку години? Колку години постоеше емисијата? 20 години. 20 години. Дали имате точен податок колку емисии снимавте за тие 20 години? Pa to mi je teško reći. Moglo bi se izračunati. Emitirala je svaki dan osim subote i nedjelje. Znači 5 dana u tjednu, 20 dana mjesečno, godišnje znači 200, 250, 10 godina 2500, 5000 emisija bi se moglo reći. За 20 години гостува многу познати имиња во вашата емисија. Од политичари, глумци, пејачи и така натаму. Кој од нив ви остана вака најсилно во впечаток? Nekoga izdvojiti mi je vrlo teško. To je malo i vrijeme prošlo, pa sam malo i zaboravio, dozvolite mi. Smijem malo zaboraviti. Hvala lijepo. Ali nekog posebnog je teško izdvojiti. Svi su oni na svoj način bili zgodni, simpatični, uvjerljivi, tako da je to bila također jedna lijepa serija. Nismo stalno to imali, mi smo jednu godinu imali goste, jednu godinu smo sami radili, jednu godinu su 2 kuhara radili, tako dakle bile su razne varijante. Timот на Вкусот на традицијата пред 1 месец се врати од посета на Швајцарија и откривање на тајните на Вкусот на традицијата на Швајцарија, и имавме многу интересна емисија и готварско шоу заедно со легендата на телевизиската кујна, господинот Стево Карапанџа. Вие заедно во дует, што би се рекло, направивте чудо 20 години. Некој ве гледаше вас, некој него, секако бевте најгледаниот телевизиски тим. Дали случајно соработувате се уште и дали имате некои планови да направите можеби и сега некоја емисија која што ќе одекне надалеко? Pa nažalost vrlo rijetko. Evo mi smo prije 2 godine na ovakvim lijepim susretima gdje se razgovara o hrani, kao što ovdje sada u Skopju. Bili smo u Vojvodini u jednom salašu, došao i on, bili smo zajedno tamo, srdačno smo se družili, razgovarali i gostovali na tom skupu. I prije 10 godina sam jednom prigodom bio kod njega u njegovom restoranu u Švicarskoj. Tako da nemamo česte kontakte, ali kad se tu i tamo sretnemo,
vrlo rado se sretnemo i obnovimo sjećanje. Сега сте во пензија. Ги уживате слободните и спокојни денови. Меѓутоа, сакам да ве прашам дали се уште ја уживате некогашната популарност и белегот на таа популарност што ја поседувавте. Možda malo neskromno zvuči, ali ja uživam. Ja sam sretan čovjek, ja sam dugo radio jedan posao koji volim, kojeg sam volio. Radio sam ga svim srcem i svom svojom profesionalnošću i to je ostavilo nekog traga, vidim i dan danas. Ljudi me vole, ljudi mi izražavaju simpatije, ne samo u mom kraju, u Hrvatskoj, nego i kad dođem, evo recimo sada u Makedoniju, kad sam bio nedavno u Srbiji, pa bio sam u Vojvodini. Svugdje su doista bili krasni ljudi i vidim da je taj moj posao i moja profesionalnost ostavila nekakav pozitivan trag. Da li je ova vaš prv prestoj во Makedonija? Ne, bio sam ja više puta već. Повеќе пати. Ali uvijek vrlo kratko, zbog nekog gostovanja kratkog ili nekog posla kratkog, znate. Ja sam u penziji, nemam vremena, znate, pa onda se... Ovo je interesno. Da, uvijek se to nešto na brzinu napravi. Ви благодарам, господине Млакар, за вашето учество во емисијата. Ви посакувам пријатен престој во Македонија и со многу голема желба и нетрпение би очекувала нешто ново од вас, затоа што вие сте човек со немирен дух и многу голем потенцијал и енергија и многу голем идол на многу телевизиски новинари и водители. Hvala vam lijepo, ja želim vama puno uspjeha i dalje u vašoj emisiji, čujem da je najgledanija. Hvala. Vidim da ima krasnu voditeljicu, sposobnu i da će to sigurno imati i u budućnosti uspjeha. На еден од панелите, дискусија има и неколку познати јавни личности од Македонија, кои на присутните во ресторанот им ги споделија своите искуства. На крајот, можевме со задоволство да проследиме и да вкусиме дел од она што нашите врвни мајстори ни подготвија. Во моментот ке зборувам со готвачот Марк Де Јонг, кој што вие многу добро го знаете од емисијата Вкусот на традицијата. Да го прашаме Марка, учесник на Food Talk, што во моментот приготвува, значи готвење во живо. Марк, што е ова што сега ти го правиш? Сега што правам овде, сега правам пилешки стек. Го правам на мојот начин, го готвев прво со малку вино и масло маслинови, да го добиш мекот од виното со малку нане. Сега го ставив на скара и исто во истата тава ананас го правам, го, како да кажам, го зовријам, не знам како се кажува пак. Што се окупе а cuire mon anana. Јас те учев македонски, нели кога бев кај тебе во Белгија. Тешко, сите зборови не ги знам уште. Убаво зборам сега, ма тешко ми е. Тоа го правам. Да видам И ова да, ананас е. Да се стави пиперка? Да, со пиперка. Ете та. Има уште нане што го држи вкусот. Ама нешто и друго ми мириса, значи ова Нане. нане, само Нане. нане. Само нане има? Само нане има. И ќе направам сега едно масло од масло маслинови со магдонус, со нане и со босилек. Малку лимон и во тавата тука ќе правам киноа, што ќе правам киноа со брокула. Не се сомневам во твоите вкусови, затоа што твоите јадења јас ги обожавам. И се надевам дека сега скоро ќе биде готово да го пробам. 10 минути Да. ќе биде готово.
Почитувани гледачи, за прв пат имам чест да ви го представам звучното и големо име, господинот, мастер шеф Дејан Христовски, но за жал на Хрватската асоциација. Дејан, многу ми е мило што успеав да ти украдам барем неколку минути во вкусот на традицијата. Да, ме растрчаа денеска доста и секако ми беше чест и задоволство. А јас сакам да ти поклонам нешто. Да, бидејќи вие сте единствената во моментот што ја представува традиционалната македонска кујна на сите овде во Македонија и пошироко во светот, и се гордеам со тоа. Секоја чест. Значи, само ти умееш вакво внимание да направиш и да ми го истопиш срцето. Не го очекував ова, а секогаш си бил толку многу внимателен и морам да те бакнам. Ти благодарам, а и знам да изненадам, нели? Да. Кажи им што се случуваше со тебе во претходниот период. Па во изминативе неколку години најголемата моја гордост се моите две керки Лина и Каја. Да, а потоа многуте гостувања низ Европа, освоените награди, како куварот прв ред на Хрватска, гастрономски витез на Полска, најновото е мастер шефот, за жал од Хрватска, бидејќи кај нас не постои таква асоциација, ниту пак соработка со светскиот мастер шеф. Сега набрзо ќе биде и надпреварот за мастер шефови во Аланија во Турција, каде што ќе се избира и мастер шеф на годината. Со задоволство чекам и се спремам за тој настан. И секако сите овие случувања овде во Македонија, што се радувам бидејќи почна да се случува нешто со цел гастрономијата да оди нагоре, а не надоле како што е во моментов кај нас. Браво! Од нас како екипа ја имаш комплетната поддршка, горди сме на тебе, на сите твои постигнувања. Едноставно, Дејан, гениалец. Ви благодарам, се надевам дека сите кои навистина ја љубат гастрономијата, ја работат со целата своја душа и срце, дека ќе одат напред. И еден совет и еден апел до нив. Посетувајте семинари, учете од интернет, купувајте книги, готвачи професионални, затоа што таму објаснети се сите техники на работа. Дали е тоа работа со месо, со зеленчук, со овошје, со шекер, со чоколадо и така натаму. Треба да пробате еднаш, два пати, три пати, па дури и пет пати, за нештото да испадне онака како што треба да биде. Меѓутоа, треба да бидете многу упорни, треба да имате многу внимание и многу љубов за да работите оваа работа и за да бидете успешни во сето тоа.